Почитувани колеги, ова денешно обраќање е во врска со реакциите од претходното видео за остварување на правото на јубилејната награда за припадниците на армијата. Како што викаат, на секоја акција следува реакција, така да на поднесувањето на барањата на припадниците на армијата се реагирало повторно несоодветно и противзаконски. Затоа ќе го тие информации што стигна до нас ќе ги образложиме со цел да се дообјасни што не им беше јасно у претходното видео. Значи целта повторно е да припадниците на армијата да не го остварат правото за јубилејна награда. Именно на лица кои што им следува јубилејната награда почнале да поднесуваат барања до претпоставените команди, со тоа што не им биле возможено да им се достави барање, тоест да го достават барањето во архива. Барањата им биле враќани, истите лица биле повикувани на разговори кај претпоставените и со образложение дека не им следува и со вршење на притисоци. Сега, пак ќе повторам, единствено овластено лице во единицата, кој има подпишано подовластување за донесување на акти согласно закон и колективни договори, е командантот на единицата и во негово отсуство заменикот командант. Никој друг нема право да подпишува и да донесува решенија кои што се во врска со законски одредби. Значи, командири на чета, главни подофицери, сите тие работи кои што ги прават во моментот, само му прават поголема штета на командантот, бидејќи како овластено лице, одговорноста има командантот. Дали тоа се прави на своја рака, дали по насоки дадени од командант или од некој друг, не е битно, но битно е да се објасни дека овие лица, офицери, подофицери кои ги вршат тие разговори кои што ги спречуваат луѓето да поднесуваат барање за остварување на право на јубилејна награда, повторно ги прекршуваат законите и сега ќе ви објасниме што уствари прекршуваат и со какви последици може да се соочат. Сега ќе ви прочитам дел од Уставот на Република Македонија, значи ќе повторам Уставот, глава 2 економски, социјални и културни права, член 32. Еден пасус од член 32 ќе прочитам. Остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори. Ова значи општо, но за припадниците на армијата ова значи дека правата се уредуваат согласно Законот за служба и колективниот договор. Сега ќе ви прочитам како се поднесува барање и согласно кој член од Законот за служба. Заштита на правата од службата. Член 17 од Законот за служба во армијата. Став 1. По барањето за остварување на право, односно по жалба поднесена од воениот и цивилниот персонал, надлежниот орган е должен да одлучи во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, односно жалбата. Значи, овој став 1 од член 17 предвидува дека мора да ви го примат барањето. Значи, непримање на барање представува прекршување на овој закон. Значи, убаво пишува по барањето за остварување на право. Значи, тоа барање мора да се достави до командантот, значи до архивата кај што го поднесувате секое друго барање. И мора да се одговори во рок од 15 дена. Став 2 од овој член предвидува воениот и цивилниот персонал кој не е задоволен со конечната одлука, донесена по жалба од надложен орган, министерот за одбрана и началникот на генералштаб на армијата, или не е одлучено во рокот од ставот 1 на овој член, значи во рокот од 15 дена,
има право во нареден рок од 15 дена да бара заштита на своите права пред надлежен суд. Значи, они не сака да го примат барањето за да немате основа да тужите. Затоа има друг начин како да се поднесе барањето. Ако не ви го примат барањето во матичната единица, тогаш барањето со образложение со една реченица, кој што ќе допишете на барањето, поради неможноста да се поднесе барање во матичната единица за остварување на правото на тоа и тоа, во овој случај е јубилејна награда, не е битно зашто, го проследувам барањето до претпоставената команда, значи повисока команда од таа што не. Дали команда за операции, дали генералштаб, дали Министерство за одбрана, значи може да го доставите барањето и таму. Ако не ви го примат во својата единица. Само така може да го стварите правото. Со тоа што ќе ја наведете таа реченица дека тоа не ви е возможено во вашата единица. И со тоа при поднесување на тужба судијата ќе има предвид дека овластеното лице на таа единица не дозволило да се овозможи право од работен однос за остварување на правото кој што припадникот го поднел во неговото барање. Сега, како што реков и претходно, ова е предвидено и во колективниот договор, тоа беше закон за служба, во колективниот договор, што пишува, во глава 11 заштита на правата на работниците, член 128. Заради остварување на правата од работен однос, вработениот има право на заштита на своите права до надлежни органи на начин пропишан во соодветните законски, подзаконски прописи и акти. По поднесено барање за заштита на правата на вработениот, надлежниот орган од ставот 1 на овој член е должен да постапува и на вработениот да му достави одлука во писмена форма. Значи, овластеното лице во единицата е должен да ви достави писмен одговор, а претходно да прими барање и врз основа на тоа да ви достави. Значи, избегнување на сите овие работи е прекршување на закон, колективниот договор и представува кривично дело, како што и претходно кажав. Сега ќе ви прочитам дел кој лицата кои што го спроведуваат ова во единиците не дозволуваат и вршат притисоци, мобинг и вознемирување на работниците поради неовозможување на правото од работен однос да поднесат барање. Сега ќе ви прочитам дел од Законот за служба, член 131 за дисциплински престап кои ги прават овие лица. Значи, точка 2. Неизвршување или несовесно, непристојно, ненавремено или небрежно извршување на должностите. Неизвршување, значи не примање на барање. А должноста му е да прими барање од секој припадник на таа единица и да го проследи. Ова е дисциплински престап. Точка 11. Злоупотреба на службена положба или пречекорување на службените овластувања. Ја злоупотребува својата службена положба со тоа што не возможува да прими барање за право од работен однос и ги пречекорува неговите службени овластувања со тоа што спречува секаков вид на припадник на армијата да оствари право од работен однос. Точка 14. Постапка со која се навредува достоинството и авторитетот на починет и помлад или се кршат права кои им припаѓаат согласно со закон. Значи, во оваа точка овластеното лице, тие командири на чета, главни наредници кои што ги вршат тие разговори и притисоци врз вработените, го навредува достоинството и авторитетот на починетиот и помлад почин, бидејќи највисок почин во единицата е командантот, и се кршат правата кои им припаѓаат согласно закон. Значи се прекршува трета поред точка. Сега ќе прочитаме четвртата. Соучесништво во дисциплински престап или кривично дело. Прекршување на овие права се кривични дела, а соучесништво во дисциплински престап е тоа што учествуваат и други лица кои што помагаат да не се изврши поднесувањето на барањето за остварување на право од работен однос.
Пета точка, тоест според точка 22, непреземање на мерки и постапки за примена на законски и подзаконски акти. Значи, од овластеното лице не се преземат мерки да се применат законските и подзаконските прописи кои уствари се остварување на право од работен однос без разлика за кое барање се однесува, така да во самиот закон за служба веќе овие лица кои што го прават ова по не знам чија наредба и насока, веќе имат минимум 5 прекршувања на дисциплински прекршувања од нивна страна и само е зголемува тежината на командантот на единицата, овластеното лице кое што треба да донесе барање. Не можам да го сватам односот на овие лица, бидејќи поднесување на барање за, на пример, за јубилејна награда е поради тоа што некој го сработил тоа и му следува таа јубилејна награда. Спречување на овие лица да ја остварат оваа привилегија, не можам да го разберам која е работата, бидејќи командантот не ги дава парите од својот джеб, ниту па министерот за одбрана ги дава парите, тоа се парите од буџетот на граѓаните, тоа се пари од буџетот на Министерството за одбрана и тие пари се предвидени во буџетот и не ми е јасно како можно е толку да се дава отпор за ваква работа, само колку да се задоволат некои лични интереси и некои лични суети. Се надевам дека ќе се оправи ситуацијата и ќе се свестат луѓето, имаат време викендов да го разгледат видеово засегнатите лица и да размислат уште еднаш пред луѓето да почнат да поднесуваат и тужби и пријави, кај што работава ќе биде многу по-голема и по-лоша, затоа што едноставно можам да кажам дека непотребно се создаваат проблеми кои што ќе создадат уште многу поголеми проблеми и трошоци и судски рочишта, одлуки со кои што ќе има штета и на едните и на другите. Затоа апелирам да се почитуваат законите, да се почитува волјата на работникот, бидејќи сите тие се работници, од командант надоле до војник, сите сте работници, сите одите во армијата за плата и за сите работи кои што следуваат со платата. Така да сите овие работи се незаконски и апелирам да се почитуваат законот за служба, колективниот договор и сите закони кои што се во корист на работникот, а не на штета на работникот. Толку од мене, се надевам се разбравме. Поздрав!